Јавното предпријатие ИСАР има загуба од 42 милиони денари, а директорот Трајан Коцев и градоначалникот Иван Јорданов едва му обезбедија плата за месец март и таа е исплатена вчера. Оние кои што минатата година својата некадарност ја заскриваа зад енергетската криза и загубите ги препишуваа на цените на електричната енергија на слободниот пазар, сега немаат изговор. И покрај тоа што ја покачија цената за собирање на спет за повеќе од 100%, и со тоа директно удрија по джебот на граѓаните, долговите на јавното предпријатие и понатаму растат. Покрај доснењето со исплатата на мартовската плата, јавното предпријатие во моментот должи и околу 6 милиони денари за електрична енергија. Дополнително од Социјалдемократскиот сојуз прашуваат. Јорданов и директорот и понатаму одбиваат да кажат дали се вестините на водите, дека бунарскиот систем е во целосно запоставен и дека истиот има материјална штета од над 10.000 евра. Од Општина Штип, денешните обвинувања ги оценија како паушални и како последица на долгогодишното погубно управување на ИСАР од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Милионските долгови и негрижата за вработените се она кое СДС го оставија во јавното предпријатие кога беа на власт. Локалната самоуправа и ЈП ИСАР во најголемата енергетска и економска криза ги враќаат долговите кои ги направи СДС кога беше на власт, па така за 1,5 година се вратени 1,5 милиони евра кредит кои требале да го плаќаат, но како што е познато знаеле само да трошат, но не и да ги исполнуваат обврските кои ги имаат. Вистината е дека оставија 30 милиони денари долг за струја и нерационални долгови кон добавувачи, па поради тоа изминатиот период предпријатието се соочува со тужби и извршни решенија. Денес ЈП ИСАР се грижи за работниците и исплаќа средства за К15 и други законски надоместоци, нешто кое сте требале да го правите.